Предскажувањето на Александар Македонски. Потрагите на едно предскажување. Одсекогаш предскажувањето на настаните, што ќе се случат во иднина, биле дел од интересирањето на човекот. Постоеле разни предскажувачи, некои инспирирани од стари записи или знаци, а пак некои како вдахновение на некои посебни луѓе, кои да речеме имале или умислувале дека имаат такви предскажувачки можности. Јас нема само од себе да предскажувам, туку ќе се обидам да изнесам на виделина дел од едно многу важно предскажување, кое мислам дека се однесува на нашите краишта или да речам Балканот, а кое може да започне да се случува наскоро или во некоја блиска иднина. Се работи за предскажувањето на голем Александар, малечка книга, запис на јеромонах Атанас Македонец, отпечатена во Венеција во 1845 година. Оваа книга на јеромонах Атанас Македонец потекнува од превод на стар запис, како стои во уводот на неговата книга, цитирам: При искупувањето во Вавилон се пронајде кутија златна, во која беше еден стар запис од многу старо време. Овој стар запис се преведе на сите јазици, затоа што тоа бил запис од предскажувањето на голем Александар, што ги предскажа без грешка колку големи работи се направија од тоа време до денеска и кажува што ќе се случи уште. И бидејќи ова запишаното е предскажување на голем Александар и се однесува на неговата многу сакана татковина Македонија, јас, слугата на Христа, од истата земја со тој голем човек, се зафатив со помош на Светиот Дух да направам превод и на јазикот што се зборува во мојата татковина, за да помогнам колку што можам да се разбере тоа во мојата земја. Се молам на Господ ова книга да донесе благославење на Господин Исус Христос на тие што веруваат во Него. Амин. Завршен цитат. Ова книга на јеромонах Атанас Македонец во сегашно време е објавена од нашата позната писателка Вера Стојчевска Антич во 2007 година и јас и искажувам благодарност за тоа. Зошто треба да веруваме на овој стар запис на јеромонах Атанас Македонец? Едноставно затоа што тоа е предскажување на Александар Македонски и предскажаните работи се до нашето време се случиле. На нас останува да на основа предскажаното согледаме што ќе се случи сега или во блиска иднина на овие простори, татковината на Александар Македонски. Овој запис е произлезен од рушевините на Вавилон, главен град на царството Вавилонија во земјата Месопотамија, помеѓу реките Тигар и Елфрат, каде, според кажувањето на Библијата, бил рајот на земјата и каде Бог ги поставил Адам и Ева, првите луѓе, а кои самиот Господ Бог ги создал. По повлекувањето на водите од големиот библиски потоп, што е зафатил целата земја, тука, крај реките Тигар и Елфрат, продолжил животот на тие што го преживеале потопот.
Тука се намножиле силни народ кој еден јазик говорил и една мисла ги водело и решиле да направат кула висока, за да го одбележат местото на нивното спасување од потопот. Така почнале да ја градат Вавилонската кула, моќна и висока до небесата, но не ја доправиле, бидејќи, како што вели Библијата, боговите, гледајќи ги луѓето така сложни и силни, спремни за големи дела, им го измешале говорот, така што почнале да не се разбираат сите, туку само помалечки групи. И работата на кулата престанала, а народот се поделил на групи, према јазикот кој го говореле и се распрснале на разни страни. Со текот на времето, во Месопотамија се создаваат моќни цивилизации, како најмоќна е цивилизацијата на сумерите, моќна заедница која обстојувала со десетици илјади години и која, благодарение на мудроста, се стекнала со сила и знаење, кое се пренесувало од генерација на генерација низ илјадниците години. Царството се затврстувало и проширувало, така да поедини владетели на знаењето и силата се стекнале со такви моки, кои ние сега во своето незнаење би рекле божествени способности. Со тек на времето се дошло до обновување на Вавилон како престолнина на Вавилонско царство и како престолнина на цар Хамураби, моќен и умен цар, познат по својот законик, испишан со клинесто писмо на каменет столб 1760 години пред новата ера. Хамураби, кој мудроста и силата ја стекнал преку сумериската мудрост, сочувана на глинените плочки, ги чувал тие записи, илјадници глинени плочки, кои биле доверени на специјалните служители на тие плочки и таа мудрост. Тие записи се чувале во храмот на Есагела, посветен на богот Мардук, а каде се обучувале на тоа знаење идните царски службеници. Времето минувало, владетелите во Вавилон се менувале, сумериските записи останувале чувани од нивните служители. Во 610 година пред новата ера во Вавилон се зацарил Навуходоносор, моќен цар, кој исто така ја стекнал мудроста преку знаењето од сумериските глинени плочки, кои се чувани во храмот на Есагела, посветен на богот Мардук, и каде се обучувале на тоа знаење идните царски службеници. Навуходонозор околу 587 години пред новата ера го освоил Ерусалим, престолнината на Израел, и многу од населението на Израел, особено млади и здрави и од имотни семејства, како пленици биле одведени во Вавилон. Од овие ерусалимски пленици, по наредба на цар Навуходоносор, момчиња кои немаат никаков телесен недостаток, лични на глед и способни за секаква наука, да се разумни и волни да служат во царските палати, биле обучувани во храмот на мудроста на Сумериското царство, односно каде се чувале и негувале глинените записи.
Со тек на време, тие израелци се стекнале со знаење и разбирање на мудроста, содржана во тие записи на глинени плочки, а кои потекнувале од сумерите. Подоцна, откако поминало времето на робство на израелците под Вавилон, Израеловите синови се враќаат назад во Ерусалим, за да почнат да ствараат нов слободен Израел. Тоа се случило околу 500 години пред новата ера. За да почне да се ствара Израелот, требало најпрво да се обединат раселените и разделените Израелови племиња. За да се случи тоа, требало да се создаде обединувачка приказна за потеклото на Израилот како Божи народ. Се разбира за составување на ова книга на потеклото бил избран Ездра, кој е повратник од Вавилон и кој се стекнал со знаење во храмот на Есагила, каде се славел богот Мардук во Вавилон, кој лично прочитал многу записи и од некои направил преписи, и кој бил подучуван од самите чувари на знаењето во тој храм во тек на години. И така Ездра, како што се вели во Библијата, со помош на 5 вешти пишувачи на дрвени плочки за 40 денови испишале 94 книги, према тоа што Ездра го научил од Вавилонската библиотека. Од овие книги, 24 биле за општа употреба и ширење на вера меѓу народот на Израилот, а другите 70 книги, по примерот на Вавилонската библиотека, биле зачувани на тајно место само за мудреците на тоа знаење, зашто во нив, како што се вели, е проводникот на разумот, изворот на мудроста и реката на знаењето. А вековите во Вавилон минувале и цареви се менувале. Така дошла 331 година пред новата ера, кога Александар Македонски, по победата на цар Дарий, пристигнал пред портите на тој мокен град, каде народот и чуварите на мудроста од сумериските глинени плочки, свештеници, го пречекале како свој царот на Азија, како што го нарекувале Александар Македонски. Вавилонските чувари на мудроста од глинените плочки, свештеници, како што се нарекувале, го прогласиле Александар Македонски за цар на Вавилон. И така, целата историја, целата мудрост на сумериските глинени плочки, кои биле добро чувани од свештениците во храмот на Мардук, станале во раците на Александар Македонски. Мардук е бог од стара Месопотамија, еден од прастарите сумерски владетели и учител на мудроста, која мудрост е пренесена покасно на глинените плочки, се стекнал со такви моки, кои ние сега во своето незнаење би рекле божествени способности. Мардук е бог покровител на град Вавилон, врховен бог и цар на боговите и смртниците во Вавилон, бог создател. Мардук е божество на есенското сонце, бог на магии и бог на предскажувањата. Во градот Вавилон, богот Мардук се славил во храмот на Есагила.
Затоа цар Александар Македонски го обновил храмот на Есагила во кој се славел бог Мардук, а кој бил оштетен од персијците. Во обновениот храм на Есагила се продолжило со образование на идните царски службеници. По примерот на пренесувањето на знаењето во храмот на Есагила и богот Мардук, покасно е основана прочуената Александриска библиотека, односно уште покасно денешните сеобразовни институции, факултети. И така дојдовме до местото каде голем Александар се стекнал со моќ да го направи ова предскажување. Се стекнал со моќ преку свештениците, чувари на сумериската мудрост, испишана на глинените плочки, а служејќи му на Мардук, бесмртен мудрец од старо време на сумерите, а сега Бог Создател, Бог на есенското сонце, Бог на магии и Бог на предскажувањата. После големи битки и ширење на царството, Александар Македонски умира во Вавилон 323 години пред новата ера. Сега да се вратам на тоа зашто сакам да зборувам и што сметам дека е важно и дека може да се случи баш во наше време или во блиска иднина, а што се однесува токму на нашата земја, Балканот, а може и пошироко. Во своето предскажување, голем Александар вели, цитирам: децата на Гркината ќе откопаат скриена искра, оган ќе запалат од Дунав дури до Малеја. Внатре во порфирата на попот отепаниот цар ќе стане. Завршен цитат. Јас размислувам каква е таа скриена искра која ќе запали оган од Дунав дури до Малеја. Малеја е крајно место на југ на полуостровот Пелопонес, светилник. Има само едно нешто, една искра, која може да повторно разгори оган и доведе до изгорување и големо рушење и страдање. Ке се открие гробот и телото на кралот Александар Македонски и тоа на територијата на денешна Република Македонија. На тајно место специјално подготвено според упатствата на моќен јасновидец, предскажувач на иднината од Вавилон, за да ја задржи тајната во својата утроба, додека не се создадат потребните услови, потребната мудрост, е донесено телото на Александар Македонски со се она што треба да се сочува, нешто многу значајно. Местото каде е закопано телото на Александар Македонски до денес не е познато. Се предпоставува дека е некаде во Македонија, родната земја на Александар. За можноста гробот на Александар да е на територијата на денешна Република Македонија има некои предпоставки. Во денешно време се покажува некоја бакарна книга испишана со некое писмо и разни знаци и цртежи. Писмо на кое може да се прочита Александар Бенедикту и други имиња и символи. Бакарни листови каде на 5 страници се испишани знаци, имиња и символи
кои би требало да го посечат местото на гробот. Во врска со тоа и јасновидката баба Вања од Петрич, Република Бугарија, во своите виденија говори за некаква скриена писменост со многу значајна содржина внатре во некаков камен саркофаг, закопани на тајно место. Таму била испишана историјата на случувањата 2000 години пред нашето време и што ќе се случи 2000 години за напред. Баба Вања не го кажала местото каде се закопани, само рекла во нашите краишта, што асоцира дека тоа може да е некаде на планината Беласица или Еленица планина, бидејќи баба Вања е од Струмица во Република Македонија. Сепак, на територијата на Република Македонија, според претскажувањата, во едно време што следува, местото на гробот на голем Александар ќе се посочи и ќе биде дефинирано. Откриена е скриена искра. Тоа ќе создаде голема еуфорија меѓу тие кои ќе поверуваат во вистината, тие кои себе си се сметаат за потомци од татковината на голем Александар. Еуфорија ќе завладее се од Дунав до Малеја. Голем потфат, големо очекување и голема неизвестност, голема грижа за тоа, особено кај словенските народи, дури до Русија. Со мудро ископување ќе се пронајде телото на крал Александар Македонски, ќе се пронајдат и стари записи со непознато писмо. Светот ќе се запали, словенските народи ќе го штитат пронајденото. Телото на Александар Македонски е совршено сочувано и представува вистинско чудо. Телото на Александар Македонски е слика на она што црквата го представува како Син Божи. Тоа е чудо, големо, и црквата верува дека е тоа самиот Исус Христос и го прогласуваат неговото повторно доаѓање на земјата. Големи чуда се случуваат, големи чуда се случуваат. И уште поголеми случаи ќе се случат од кога ќе биде прочитано и протолкувано старото писмо од саркофагот на крал Александар Голем. Ќе стане матеж на балканските земји во границите на поделеност на тие мали држави и ќе стане голема војна. Словенските земји од Дунав до Малеја, помогнати од големата Русија, ќе ги протераат со крвави војни наследниците на Атина, наследниците на Спарта и прататковината на Ахил и Одисеј, и тие одминува во своите прастари огништа, всушност од каде и што излегле преди славата на голем Александар да ја наречат Хеленска. После тоа, за некое време, ќе се смири светот. Се ќе се случи така, затоа е и така напишано. Раскажано од Душан Иванов, од Радовиш. Толку.